72 годишен маж од аеродром е шестата жртва на вирусот Западен Нил. 15 дена бил на инфективна со тешка форма на воспаление на мозокот. Од вкупно 53 случаи, 50 се потврдени, додека за 3 се очекуваат резултатите од дополнителните тестирања. На инфективна во моментот се хоспитализирани 18 пациенти. Најмладиот има 26 години и е во добра состојба, а 5 пациенти се на интензивна нега со тешка клиничка слика и сите се повозрасни лица. Досега се излекувани 27 пациенти. Вчера во попладнетниве часови почина уште еден пациент, се работи за 72 годишен пациент кој беше хоспитализиран пред 15 дена на клиникава во изразито тешка општа состојба со тешка клиничка слика и покрај сите превземени интензивни мерки во одделот за интензивно лекување. Во вчерашните попладневни часови настави летален исход. Од клиниката додаваат дека пациентот имал сериозни хронични болести. Сите останати кои се на респиратори со тешка клиничка слика се лица над 60 години. Вирусот ги напаѓа и птиците. Мртов гавран позитивен на вирусот е пронајден и во Ресен. Надлежните велат дека се преземаат сите потребни мерки за дезинсекција на општината и апел до матичните лекари за навремена диагностика. Ние веднаш кога го известивме Центар за јавно здравје Битола и градоначалникот на општина Ресен да направат ревизија на плановите за прскање за комарци и да пристапат кон прскање по индикации. Клековски додава дека уште 2 мртви птици во Скопје се во моментов во фаза на тестирање. Од АХВ апелираат граѓаните да не се паничат ако видат угината птица во урбана средина, туку веднаш да пријават. Остануваат препораките до граѓаните да се заштитат од комарците и да се јават веднаш на лекар кога ќе почувствуваат симптоми на Западен Нил.